влада. Сега самата војна што се водеше во државата, исто така во еден дел беше контролирана и беше за потребите на тоа сценарио. Ние јавно кажавме дека од тие 70 војници и полицајци што загинаа во војната, 32 беа наместени и жртвувани и нивен убиец е македонската влада. Ние тоа јавно го кажуваме. Сега не ни дозволува времето да ги наброиме случаите во Карпалак, во Непроштено, во Вејце или тројцата полицајци кога загинаа при обсадата на Рачиново. Во тој случај само да ви кажам дека вие сите се сеќавате при таа обсада кога почна на Рачиново. Во прв момент загинаа тројца припадници на Министерството за внатрешни работи, тројца полицајци. И тие полицајци не загинаа како резултат на тие албански терористички банди, него загинаа од топовска граната на нашата армија, бидејќи не им ги знаеше координатите. Едноставно, македонски полицајци и војници се испотепаа сами меѓу себе, се заради тоа што Владо Бучковски и Љубе Бошковски прават такви глупости и не седнаа на заедничка маса да се договорат како да ја бранат државата и како да направат стратегија за нејзина одбрана. Значи, тие луѓе едноставно беа жртвувани. Сега овие работи не случајно ви ги кажувам, бидејќи сите вие тука имате синови кои што моментално се на обслужување на војниот рок, а има голем дел кои што се припадници на резервниот состав на армијата и на полицијата. Еве деновиве има една засилена мобилизација на армијата. И сега ова не случајно ви кажувам, ако тие луѓе 32 беа наместени и жртвувани, која е гаранцијата дека утре од вас некој или од нас сите нема да биде наместен, а се за потребите и за интересите на тоа сценарио кој што го кажав, го турка 20 наши политичари кои што во моментот ги вршат најисторените функции во државата. Ете тука некаде лежи мотивот мој за вклучување во партијата, бидејќи работејќи во таа служба бев исправен пред две опции. Првата можност беше и понатамо да се седам, да ги уживам сите привилегии што ги носи таа служба, високи плати, убави бенефиции, убави привилегии и да гледам како се растура државата, бидејќи дојдовме до тие документи, до тоа сценарио. А втората можност беше да направиме партија, да ја добиеме довербата на граѓаните и да се обидиме сите тие работи да ги смениме. Бидејќи сите ние колку да сме успешни и способни како поединци, колку да имаме сознанија како поединци, едноставно сме немоќни. Работите може да се сменат само на овој начин што ние го одбравме, да се направи партија, да се добие довербата и да се променат работите. Бидејќи сите вие знаете, политичките одлуки ги носат владата и парламентот, а владата и парламентот ги чинат политички партии кои што ја добиле довербата на граѓаните. Ете затоа формираме партијата, а не како што сега деновиве тука шири една мрачна кампања вашиот председател на местната заедница дека сме биле пуштени од овие, па од оние, па од тие. Јас отворено ви кажувам дека партијата Народно движење за Македонија ќе се справи со сите тие носители на тие мрачни сценарија. Бидејќи сите тие лажни клевети и навреди што се шират, дека наводно партијата била крило на ВМРО ДПМН, па едни велат дека била крило на СДСМ, па други на овие, па оние, јас ве верувам дека нашата партија е настаната нити со делење, нити со цепење. А тие исто навреди и клевети што се шират деновиве тука, тоа е една хистерија, една криза во која што моментално е владеачката партија, бидејќи очигледно сега ги губи изборите. И сега не прават ништо друго, туку преку општинските своји комитети имаат поставено по еден свој доушник и платеник, како што е нашиот председател тука на местна заедница, да ги шире тие клевети и да ги шире тие навреди, а за бедна сума од 5000 денари и 30 кила брашно, и 30 вреки брашно што му се дадени. Али ние порачуваме дека со сите тие доушници и предавници кои што изигруваат герои, ние ќе раскрстиме после 15 септември ако ја добиеме довербата од граѓаните. Ете таа е вистината за нашата партија. Мене ми е најлесно вечерва тука да зборувам, бидејќи сите вие добро ме знаете и добро ме познавате и нема потреба да ги ширам тие коментари и тие навреди. Сега, од друга страна, јас сега слободно можам да ви кажам дека вие денес гледате дека нашиот премиер секоја вечер, буквално кога зборува 5 пати се повикува на Господ. Како може човек да се повикува на Господ кога ја лаже и краде сопствената држава? А сите ние знаеме дека основно канонско правило запишено во Библијата е дека секој треба да живее од својата заработувачка. Еве јас вечера ќе ви кажам уште еден податок кој што имаме намера подетално да го кажеме на нашиот завршен митинг во Струмица. Нашиот премиер моментално има финансиско богатство од 500 милиони евра. Ги знаеме трите банки кои што се во држави и помали од Македонија и неговите сметки и начинот како е стекнато тоа богатство.
И сега какво лицемерие, вие да го крадете и лажете собствениот народ и да се повикувате на Господ. Ние имаме сериозна намера, бидејќи наш врвен принцип, кој што ќе го промовираме исто така на нашиот завршен митинг, е дека доколку дојдеме позиција да практикуваме власт, во првите 30 дена ќе ставиме 24 луѓе во куќен притвор. Случајот со премиерот ви го кажувам бидејќи така прв човек на владата, а имаме 24 луѓе кои што едноставно ќе одат во куќен притвор. Вие не треба многу да размислувате, само осврнете се на градот Струмица, таму ќе видите денеска има 5 луѓе кои што не можеме да кажеме дека се и политичка група. Тоа е една политичка банда од 5 луѓе во Струмица кои што до 98 година, кажано народски, не знае пешки да одат, а тројца од нив денеска имаат велелетни вили на водно кои што вредат по 5 милиона марки. Тоа се 5 луѓе што за жал со нив е вклучен и владиката Наум. Бидејќи сега овие црковни лица, го гледаме и владиката Стефан, тоа е еден товар мафијашко-политички црковен клан кој што ја тероризира земјата и кој што практички македонските градови денеска се окупирани. Вие земете го само пак Струмица, тоа е еден град кој денеска е окупиран и кој што без Амин на тие петорица, без нивена одлука не може да помине нито едно решение за сите состојби во државата. Сега ги гледаме, пак таа кампања се игра во стилот на предавници и херои. Вие ги гледате секоја вечер Лјупчо Георгиевски, Бранко Црвенковски, како меѓусебно се обвинуваат за предавство и за хероизам. Жално е во оваа држава кога денеска гледате предавниците маршираат и изигруваат херои. Тоа е една жална слика за оваа држава. Доколку е вистината поинаква, ние ги повикуваме нека одржат такви митинзи во Шипковица, во Гајре, во Тетово, нека одат, па нека одржават митинзи. Нашиот министер за внатрешни работи во моментов шета по Македонија, парадира, изигруваат герои, а во неговото родно село влезе после 11 месеци во придружба на 103 полицајци. И ние едноставно тука од Струмичкиот регион може само да му порачаме, дај Боже да не брани така како што го бранеше Тетово, бидејќи за сите нас ќе биде во секој случај поубаво. Ние како партија сериозно имаме намера да раскрстиме со сите овие аномалии. Го слушаме сега Бранко Црвенковски и Владо Пучковски како секоја вечер кажуваат дека доколку дошле на власт ќе апселе, ќе приведувале. Тоа за нас не е кажување, тоа за нас едно најобично лигавење. Бранко Црвенковски и Владо Пучковски не може да апсат од една едноставна причина. Ние тој список што го имаме од 24 луѓе, ако сега им го дадеме, таму ќе видите дека половината се бизнисмени, фирми кои што се блиски до СДСМ и тие едноставно треба да се апсат сами помеѓу себе. Нивните намери се скриени, лажни и единствена намера имаат да го залажуваат овој народ и да сеат омраза. Вие сите сте сведоци по овие населени места по Македонија каква омраза има помеѓу луѓето. Тргнете од ова село. Роднини пријатели не се сагаат помеѓу себе, а се заради таа болна желба на Бранко Црвенковски до 98 и на Лјупчо Георгиевски 2002 година. А само да ви кажам, пред 10 дена пак се видени во еден репрезентативен кафич во населбата Капиштец во Скопје, како убаво си седат до утринските часови. Убаво си му ветат, а го лажат македонскиот народ и сеат омраза. Значи еден апел до граѓаните да не наседнуваат на тие манипулации и не случајно, ако ги гледате нивните митинзи, секоја вечер Лјупчо Георгиевски го обвинува Бранко Црвенковски, а Бранко Црвенковски го обвинува Лјупчо Георгиевски. Таа е една добро разработена стратегија со цел да не се даде можност на друга партија да покаже својата идеја и својата реализација. Сите тие се идентични или како што ги нарече нашиот председател на општинскиот одбор, се обични политички близнаци, но има само една мала разлика. До 98 година овие крадеа одејки, а овие сега крадат трчејки, бидејќи луѓе едноставно се плашат да не ги стигне лицето на правдата. Јас ве уверувам дека ние имаме најискрени намери и имаме намера за сите тие 32 македонски војници жртвувани, за кои што убиете македонската влада. Бидејќи еве само да ви спомнам, на Карпалак загина на 8 август 2001 година се заради потребите на рамковниот договор кој што се случи 5 дена покасно на 13 август 2001 година. Беа жртвувани и убиени. И на нашиот митинг во Прилеп, кога таа документација им дадевме на нивните семејства, на нивните фамилии, луѓето едноставно беа шокирани и кажаа дали имало можност такви изроди за своји кариеристички поводи да ги жртвуваат нивните деца. И ние јавно тврдиме дека тие беа наместени и убиени. И имаме намера
доколку добиеме доверба сите тие луѓе да одговараат. Нас ни е најмалку битно дали ќе одговараат во Хаг, во Основниот суд во Скопје или во Основниот суд во Струмица. За нас е најбитно дека тие луѓе едноставно ќе одговараат, бидејќи ја растураат државата и се носители на тоа сценарио. Сега сакам неколку моменти да кажам околу нашиот економски дел, што ние ќе направиме доколку дојдеме во позиција да практикуваме власта. Ние предвидовме два типа на мерки, од краткорочна и долгорочна природа. Од краткорочна природа имаме неколку мерки кои што имаат повеќе, така да кажеме, една морална тежина, но кои што покажуваат нашата искреност и нашата честност, а тие се: доколку дојдеме во позиција, во првите 60 дена ќе ги продадеме во првите 60 дена сите 30.000 службени автомобили. Денеска на терет на буџетот секојдневно се возат по 30.000 службени автомобили. И имаме намера за потребите на оваа влада да оставиме само 15, бидејќи 15 автомобили се доволно владата да ги врши сите протоколарни потреби како пречак на странски делегации и слично. А не овие обични референти во општините секој ден одат на тие службени патувања со службени автомобили. Македонија е доволно мала да секој што има состанок во Скопје може да оди со автобус, бидејќи платена му е дневница и платени му се сите тие трошоци. Една Данска и Норвешка имаат само по 18 службени автомобили, а колку се помоćни и побогати нема потреба и да ви кажувам. Втора мерка, имаме намера таа така наречена апанажа да ја сведеме од 12 на пристојни 2 до 3 месеци. Сите вие сигурно поголем дел од вас и не знаат дека сите тие министри, заменици, pomoćници, директори кои што се изредија во овие 4 години и по нивното сменување пак си примаат плата од буџетот 12 месеци без ништо да работат. Еве сега и парламентот ќе му заврши мандатот и владата ќе заврши мандатот на министрите, сите тие пак ќе си примаат плата 12 месеци, а ништо нема да работат. И сите тие директори кои што се менуваа во овој 4-годишен период, кои што се вкупно 230. Трета мерка која што можам да ви кажам дека сите тие државни вили кои што ги гледате на водно, во кои што сега живеат нашите раководители, имаме намера да ги издадеме под закуп, а сите наши функционери доколку бидеме во позиција да понудиме функционери за носители на највисоки места, јас ви гарантирам дека ќе го останат и понатаму да живеат во своите домови и да ја делат судбината на својот народ. А сите тие државни луксузни вили има да се издадат под закуп. Четврта мерка што можам да ви кажам, сега многу актуелни се тие фискалните каси. Во Македонија се потребни 70.000 фискални каси. Ние имаме намера тие фискални каси на граѓаните, на трговците да им ги дадеме бесплатно, а оние што ги имат купено, парите ќе им бидат вратени. Сега зошто го кажувам ова? Бројката на тие фискални каси од 70.000 е 12 до 15 милиони евра. Тоа е една смешна сума за држава со собствен буџет. 12 до 15 милиони евра. Актуелна власт им нареди на трговците да ги купуваат тие фискални каси дополнително осиромаштувајќи ги. Значи таа бројка е смешна, а само ако ви кажам дека буџетот на ВМРО ДПМН за овие избори е 80 милиона марки, односно 40 милиона евра, што имаат намера да ги потрошат за еден месец за тие фиктивни вработувања и за тие пропагандни материјали. Сега ако можат да потрошат 40 милиони евра за избори, 12 до 15 милиони евра за фискални каси е смешна сума. И јас мислам дека тоа не представува товар за македонскиот буџет. Со сите овие краткорочни мерки со приходот што ќе се оствари, имаме намера во прв момент да изградиме 2 нови студентски дома и 1 дом за згрижување на сите бегалци во оваа држава. Сега од подолгорочните мерки кои што предвидуваат подолгорочен развој на оваа држава. Во оваа прилика само ќе предвидам неколку работи што